За жал, таму нема никаква транспарентност, и за разлика од другиот граѓански сектор кој работиме со години, ние најтранспарентно кажуваме кој нас не поддржува, со што не поддржува, кои се нашите активности и кои цели сакаме да ги постигнеме. За жал, кај нив ние не можеме да видиме таква транспарентност, ние не знаеме кој ги поддржува, кој ги финансира, која е крајната цел, со какви активности се занимаваат. Она што е евидентно во нивниот контрапротест и зошто го прават е она и што последниот период и не само последниот период го потенцираме, а тоа е покажување на една омраза, двоење, поларизација, на која тие сакаат да прикажат, еве видете ние какви пристојни граѓани сме, а овие не чинат. Зашто инаку би биле во исто време како контрапротест. Они очигледно е дека сакаат да понижат, сакаат да етикетираат, сакаат да шират омраза. Ние немаме ништо со тоа, ние имаме наша цел, го имаме Скопје Прајд и ние ќе го изодиме овој марш онака како што треба. Се надеваме дека нема да има никакви провокации, се надеваме дека нема да имаме никаков допир со тие контрапротестирачи. Безбеден и сигурен настан за сите ги повикава МЛГВТ и луѓето, поддржувачите како сите граѓани и граѓанки да дојдат и да учествуваат на овој настан и да дадат свој придонес кон градењето на едно поотворено, поинклузивно и порамноправно општество. Министерството за внатрешни работи ги преземе сите неопходни мерки за настанот да помине во најдобар ред и мир. Значи, било каков обид за насилство ќе биде најстрого санкциониран. Ние покажавме и досега, а тоа ќе го практикуваме и во иднина, дека вакви и слични настани ќе обезбедуваме на највисоко ниво. Така што било каков обид за насилство ќе биде најстрого санкциониран. Министерството за внатрешни работи пред секој ваков или сличен настан прави план сразмерно на проценките колку се очекува луѓе да бидат присутни на протестот, какви се опасностите и сразмерно на тоа се определува колку полицајци ќе бидат ангажирани. Во секој случај, значи, ве уверувам дека ќе имаме доволен број на полицајци за се да помине во најдобар ред и мир. И на овој настан и за настаните за кои што прашувавте. Јас само сакам да додадам на ова дека ние навистина сме благодарни и сме задоволни од соработката со Министерството за внатрешни работи и заради таа добра соработка сме уверени дека овој настан ќе биде безбеден, инаку не би продолжиле со организацијата доколку не сме сигурни дека навистина можеме да ја гарантираме безбедноста на секој учесник на парадата. А колку луѓе очекувате на парадата? Па не можеме да знаеме, меѓутоа мислиме дека од 200 до 500 луѓе би требало од прилика да. Мислиме дека тоа е од прилика оптималниот и што би било фантастична бројка за прв прајд. Немаме потврда, имаме најава дека можеби председателот ќе дојде да не поддржи и така, меѓутоа немаме потврда од никој. Се надеваме и ги повикуваме сите кои се залагаат за општество каде сите граѓани ќе бидат еднакви, да дојдат и да го поддржат Скопје Прајд. Исто така и албанските политички партии. Ние имаме голема поддршка и од Тирана Прајд. Ќе дојде и представничката Джени Карај од Тирана Прајд и ќе се обрати на школка тука на Скопје Прајд, така да очекуваме и би сакале да добиеме поддршка од сите политички структури во државата.